Јас сакам да им кажам дека и нашите граѓани треба да се изедначат во правата со останатите граѓани во државата. Во однос на врските се еднакви, а во правата не се еднакви. То треба да се стори. Точно. А за да се стори тоа треба да се изгради патот, нашите граѓани да патуваат како што патуваат останалите, што граничат со Скопје. Нив им треба 40 до 50 минути да стасат до Скопје. Нас ни треба 12 сати. Зборам за Близанско, Бели, Здуње и Боровска Брезница. 12 сати им треба да дојдат до Скопје. Тоа значи како да патува еден патник од Скопје до Австралија. 1283 година, кога била Византија овде, постоел према тогашни услови пат од Порече за Скопје. Така. Кога помина кај портата што отворија, тука постоела полициска станица, уште и во Турско после. До тука е Порече, од тука е Скопје, а ние сме, како што викам, пола Македонија да обиколиме за да дојдеме во Скопје сега. Нашиот регион е одма позади водно. Или одма сува горе одма од до Тетово и Гостивар, вамо долу сме одма до Прилеп, десно сме Крушево, Велес. И се што е тажното, сите тие наши, да кажам, комши имаат по два сообраќаја, имаат и железнички, автопатен и регионален пат. И регионални патишта, тој ги вика. Значи имаат и автобуска линија и железничка линија, а ние немаме ништо. Ни такси нема. Сега тоа е проблемот. И сме соочени со голема, огромна миграција на населението. 1961 овој регион имал 200.000 жители. Значи тоа било многу население. Во селото Волче, што е село на 1200 надморска висина, имало осмолетка. Сега има 20 луѓе што живеат таму. 54 села начисто отсечени од светот. Одговорот што сум го добил некаде многу е непријатен. Имате патишта, етеви го преку Гостивар, етеви го преку Прилеп. А да патуваш 240 километри, место 50 или 100, дали е тоа објективен одговор? Сите имаме коли, не можеме. Тоа ни било, ни ќе биде. Меѓутоа, јавниот превоз, кој треба да биде, не викам јас, субвенциониран од држава, бенефициран. Не може од 100 денари за работа да платиш 90 на државата, кој немаш чар. Значи да биде бенефициран, ослободен од оди и да се пушти јавен превоз, да може секој да појде и да дојде. Тоа ќе го испуштев сигурно. Значи, да платиш 100 денари превоз и 500 денари исто ли е? И ние не бараме да се направи не знам што, само да нема режим, овие 8 км и 223 метри да се направат, граѓаните тие сме што сме, колку сме, да бидеме испочитувани како граѓани на државата. Што кажува и Стојан, сите жители од овој регион работеле на работни акции за градење патишта во сите околни региони. Ангарија, бесплатно работеле. Се тие патишта ги реновираме, а ние немаме пат уште направен да стигнеме до Скопје. И заеми дадовме исто време како другите. А да, од платата одбивале заем на нашите родители. Сега не затекнав, ама нив им одбивале по една плата им зеле за изградба на патишта. И овој пат значи се влечка од 1992 до 2019. Со одлуки со сите влади, нонстоп се носат одлуки, никогаш не се изгради. А има потенцијал, значи има потенцијал, тоа се 45 села и 6 викенд населби. И тие луѓе што се тука, може да се задржат, ама и нивните деца радо да дојдат. Значи за цело Скопје како за викенд е стварно идеално. Семејството да дојде на чист воздух, поготово ако се поврзат со локалните жители да им одгледаат здрава храна, да им одгледува за тоа семејство компир, граф, зелка, морков, цвекло. Едно семејство ќе живее од тоа, ова семејство ќе јаде здрава храна. И ќе станат пријатели што може секој викенд да си се договараат како да си го поминат. Децата наместо да гледаат овци и кози у золошка, ќе ги видат у природа. Ќе играат со мачиња и кучиња. Значи ова за Скопје е идеално место. Многу е блиску, а толку дале. И тоа само ради тој пат, ништо друго.